Година на динамични, непредвидливи настани. Предизвиците на патот кон добивањето на томосот од СПЦ за признаена автокефална црква во светот на православието. Но и прилично изненадувачки реакции од Македонската православна црква, Охридска архиепископија. За нив во ова издание празнично гостин и соговорник ќе биде колегата и уредник во Сител, Маријан Николовски, кој всушност е и уредник на порталот religija.mk. Николовски, дали МПЦ, Охридска архиепископија, конечно е со признаета автокефалност од Српската православна црква? Македонската православна црква, да подсетам, веќе влегува тоа ќе биде втор Божик, што ќе го слави како црква која доби согласност со Српската православна црква за автокефалност, но се уште останува православниот свет непризнаена целосна автокефална православна црква. Со други зборови, во моментов Македонската православна црква де факто е автокефална црква во рамките на Српската православна црква, а де јуре е автономна црква во јурисдикските и канонски граници на Српската православна црква. Што би значило дека целиот тој процес допрва треба до крај да се дозаврши. Проблемот во принцип и оваа година што помина ќе беше завршен, затоа што немаше да има никакви пречки за Вселенскиот патријарх да го издаде посакуваниот канонски томос за нејзината автокефалност, со што и сите православни цркви во светот ќе го впише архиепископот на МПЦ Охридската архиепископија во своите дипсици и практично таа беше заокружена автокефалноста, но проблемот настана веројатно некаде на Божит минатата година, кога овде во Скопје изненадно дојде шефот на руската црковна дипломатија Антони и подоцна селува серија секојдневни речиси, неделни, месечни средби на релација со човекот кој што беше во руското црковно подворје во Софија, кој подоцна му беше забранет влез во Македонија и протеран од Бугарија. И што во меѓувреме се случи после тој 6-7 јануари минатата година до ден денеска е прашање во кое што Македонската православна црква, односно синодот, треба да одговори, но тој е период во кој што беа целосно блокирани разговорите со Вселенската патријаршија. Лага е дека Вселенската патријаршија бара да МПЦ се откаже од диаспората по интерес на Вселенската патријаршија. Лага е дека Вселенската патријаршија бара да МПЦ биде обезличена и да никој никаде не смее да го спомнува името Македонска православна црква. Сето тоа се конструкции кои што во јавноста ги пласира владиците, за кои што председателот Стево Пендаревски, да подсетиме, во едно интервју рече дека по информации на своите пријателски служби од НАТО се воде бела релација со руските разузнавачки служби. Вистината е следна, дека некаде последниот обид за продолжување на разговорите со Вселенска патријаршија е во јуни месец, кога на Македонската православна црква практично и е овозможено се. 3 точки се на кои треба да се разговара. Тоа е прашањето околу што сакаме име за црква по кое ние ќе бидеме запишана во диптихот на Вселенската патријаршија, дали тоа е православна црква на Северна Македонија или Охридска архиепископија. Второто прашање се однесува околу титулирањето на епархиите во диаспората, не нивно укинување, туку да не се поклопува титулата на нашите владици со титулата на Вселенскиот патријарх. И третото клучно прашање е Македонската православна црква всушност да го ревидира својот тврд став и единствен тврд став во поглед на украинското прашање, дека ќе сослужуваат со украинската црква тогаш, односно православната црква на Украина, која што е автокефална од Вселенската патријаршија, тогаш кога сите цркви ќе сослужуваат. Вселенската патријаршија не бара ние да ја признаеме православната црква на Украина сега или у догледно време, но да го ревидираме ставот, дека ќе сослужуваме тогаш кога ќе се создадат услови за сослужување, било каква формулација. На тоа остро се противи двајца владици, тоа е владиката Петар и владиката Григорий, и едноставно ние денеска сме заложници на руските црковни интереси во православниот свет, а не на нашите црковни национални интереси да станеме автокефална црква конечно.
Конечно дојде до реинтеграција на свештенството на ПОА и владиката Јован во Македонската православна црква Охридска архиепископија. Како успеа да се премостат тие разлики, особено помеѓу МПЦ и ПОА? Што беше пресудно и како сега функционираат? Во принцип, тоа прашање беше затворено со затворањето на прашањето на проблемот меѓу МПЦ и СПЦ и добивањето на согласноста од СПЦ за автокефален статус. Тоа беше логичен след на решение дека ПОА ќе мора да биде инкорпорирана во МПЦ како решение за тоа што де факто не може да постојат две цркви на едно канонско подрачје. И тоа беше след процес кој што логично следуваше. Имаше тука малку недоразбирање кај одредени структури во МПЦ, но веројатно подоцна се најде она комбинација која што за волја на вистината и поприлично конструктивно се однесе во целиот овој процес, особено Јован, кој што, да не забораваме, од позиција архиепископ се согласи да биде на позиција митрополит во Македонската православна црква. Останатите тројца членови на ПОА практично немаат дерогирање или деградација на нивниот на нивната епископска титула. Тие беа епископи во составот на СПЦ и сега се епископи во Македонската православна црква. Двајца од нив управува со епархии, еден беше викарен епископ, што значи беше следна околност и мислам дека тоа е добро што конечно така се заврши тоа прашање. Гледам дека од она што можам да го видам, Јован е поприлично добро прифатен во Крушево и Димир Хисар. И гледав и неговите настапи, литургии, така што очекувам некој конструктивен пристап и во поглед на прашањето за автокефалноста, но и во поглед на развојот на МПЦ. Споменавте за големото влијание, па и директното мешање на руската црква и одредени руски разузнавачки служби во црковниот свет. Како да се амортизира или како успеа да се амортизира овој удар од руските служби? По принцип, тоа е прашање на интерна, внатрешна отпорност на секоја црква. Руската православна црква не е само да се меша во Македонија и во МПЦ, неизината веќе неколку години проактивна дипломатско, државно, црковна улога. Таа е всушност креатор на знаете како, на црквата и линијата црковна низ православниот свет кај другите држави и ја користи руската црква како простор за влијание во поглед во функција и во корист на државната политика на руската држава. И тука таа е идентична, значи секоја црква е под некакво влијание, обид за влијание, но секоја црква си создава својот брамбен механизам како да се спротистави на руската црква, не да влезе у војна, у конфликт со нејзин, но едноставно да се спротистави на руската црква и да се ги користи, односно да ги промовира и практикува своите црковни национални интереси. Бугарскиот аналитичар Николај Крстев оцени дека руските агенти преку црковните канали и во Србија работат на дестабилизација на црквата, но и генерално регионот. Што е целта всушност? Да се дестабилизира, освен да се испрати порака до црковните великодостојници и да се дестабилизира регионот во поширок контекст? Директната филозофија на руската црква е привлекување на православните верници на своја страна, наспроти филозофијата дека центарот на православието е 2000 години фанар и во продолжение треба да биде третиот Рим, како што го дефинира и самиот Путин, треба да биде Москва. Тоа е една филозофија, но втората приказна е баш она геополитичка состојба, играњето на политиката, на руската државна политика во поглед на позиционирањето во светот. И нормално црквата нивна игра поприлично масовна улога во тоа. И тоа не е само тука. Земете ситуацијата во Антиохија, во Александрија, кај што постојат православни цркви. И таму се мешаат. Следите празнични изданија на Трин, гостин мојот колега од Сител и религија.мк, Маријан Николовски. Колку аферата со Палчо, кој е осомничен за двојното убиство, особено неговите врски со одредени велико со дел од владиците, создава дополнителни
сомнежи за руско влијание, има и подоби и директни, поточно прозивки од Палчо до одредени владици во Македонската православна црква. Да не заборавиме, личност за која што зборувате се закануваше директно на архиепископот Стефан, се закануваше директно на епископот Партени, на епископот Јаков, на владиката Пимен, на владиката Наум. И сега можем да ги набројам уште десетици дури. Не се закануваше само на тројца владици. На Петар, на Григорий и на Агатангел. Со нив тројцата собираше потписи за некакво зачувување на името на Македонската православна црква кој што никој не го бара. Синодот одржа пред некој ден синодска седница во кој што донел заклучок дека загрижувачки било тоа што во кампањата ќе се вклучиле наводно Курти од Приштина и дека тоа не било добро. Една реченица сочувство не изразија за Вања и за Велешанецот. Јавно сочувство Македонската православна црква не изрази. Дали Палчо имал поддршка од дел од владиците членови на синодот? Палчо имаше веројатно не само поддршка, него дел од владиците на синодот го пумпаа со информации да плюка по другите владици. Му сервираа информации да плюка по другите владици. Тоа е жално што се случува во самиот синод. А седат на една маса. И пак велам, напишале соопштение во кое изгражуваат загриженост дека Курти ќе се мешал во политичката сцена во Македонија, а еден збор нема за настанот кој што нема грозен настан 30 години во Македонија. Еден збор како да не постои. А при тоа на таа маса барем тројца владици секојдневно комуницираа со тој човек. Дали Македонската православна црква, Охридска архиепископија, несвесно или можеби свесно влета во политички играри? Во кој контекст? Та цел живот е у политички играри на еден или на друг начин. Па и во контекст на и престојните избори. Секогаш се држат официјално настрана, но потоа застануваат. Да не се лажеме, сите во Македонија знаат дека владиците имаат симпатии кон една или кон друга политичка групација, тоа било долго време така. Директно и индиректно постоеле и предходни изборни циклуси мешања, имаше ситуации кога благословуваа кандидати, ако се сеќавате. Но тоа е немалиот проблем во Македонската православна црква. Тама има многу посериозен проблем. Николовски, што се другите препознатливи точки на нашата црква во општествената заедница? Препознатливи точки, па да речеме, за мене се тоа поединци ликови. Да не ги спомнувам сега сите кои што ги знам, но луѓето кои што ја сватија мисијата на црквата во 21. век некако црква за венчавки, институција за венчавки и погреби, туку како институција за христијанизација и институција на љубов кон луѓето на кои што им е потребна и кои што овозможија доближување на ранливите категории општеството до црквата, од кој би црпеле на еден или на друг начин благослов и поддршка за своите проблеми, се за мене ликови кои што ја имаат разбрано современата улога и мисија на една црква во општеството. Пак ти кажам, да не спомнам некој, а некој да ги заборавам, ќе го спомнам како еден од ликовите кој што е најекспониран во јавноста, да речеме свештеникот Оливер од Драчево, кој што организира и група други млади свештеници организира големи хуманитарни мисии и така тука тоа треба да биде, знаете како, на Романската православна црква, обично ја спомнувам често, символ за тоа како треба да изгледа една православна црква. Знаете дека има повеќе од 1000 институции социјални кои што ги финансираат, од школи за градинки за сиромашни до болници, до институции кои што овозможуваат на луѓето да ја почувствуваат христијанската љубов онака како што е потребно, а не да бидат задојувани со флоскули
како Светиот Грал е закопан некаде тука во центарот на Македонија и затоа цел свет сака да ни уништи нас. Препознаваш кај владиците скромност или раскалашеност? Зависи кај кој како. Јас ќе ви потсетам на ситуација на покојниот српски патриарх Павле, кога прашува колеги новинари, ваша светост каже, вика, на синот вика, идете ви пешке со автобусом и трамвајом, ќе зборам македонски, а вика сите владици други дојаат со мерцедеси, со големи коли, и они вика, тоа е така затоа што се завештале на сиромаштија. И ги гледа како, па замисли да не се завештале на сиромаштија, со хеликоптери ќе доаѓаат на синот. Благодарам за гостувањето во емисијата. Беше драго. Следете тренинг, гостин и соговорник беше колегата Маријан Николовски од ТВ Сител и од порталот religija.mk.